Кога од 2003 дојдовме во Демир Капија и на локалците тука им кажавме дека сакаме да изградиме винарија кој што ќе има и вински туризам, хотел, ресторант, еден од нив ми се насмеа во лице и ми рече во 8000 години континуирана цивилизација во Демиркапијската долина, само окупаторските армии беа туристи. А вие мислите туризам да развивате. Денеска е 2020 година, можеме да кажеме дека ланска година имавме над 7500 гости во хотелот. Имавме над 15.000 гости во ресторанот. Попова кула денеска е пионир во винскиот туризам во Македонија и во Тиквешијата. И сме исто така и носители на развојот на туризмот во Демир Капија, но и на целиот економски развој во Демир Капијската општина. Во 2019 година заеднички финансиравме во усовршување на туристичката понуда на Попова кула. Инвестиравме во реконструкција на 11 хотелски соби кои што ги имавме направено од 2009 година. Инвестиравме во зголемување на капацитетите на нашата кујна. Инвестиравме во развој на пазар, развој на паркинг за велосипеди, детско катче и исто така тенда во дворот и надворешна кујна. When I listened to the owner of the Popova Kula, I realized why we supported the project here, because he has the vision and the energy and the passion to develop tourism around the wine producing area. Сметам дека преку оваа програма во која што директно се поттикнуваат компаниите да инвестираат 50% од инвестицијата, а 50% ги покрива проектот, добиваме можност да се имплементираат соодветни проекти кои што нудат нови содржини. Со ова директно се влијае на развој на економијата на Тиквешијата. И навистина сметам дека понатаму на овој начин, како држава инвестираме во туристичките дестинации и ги развиваме истите, ги поддржиме и компаниите, но исто така и општините, може да добиеме навистина една поинаква слика за туризмот во нашата држава. And you know, when you look at the successful regions, tourist destinations, tourist regions abroad, when you look at Istra or even Slovenia, when I'm coming from, or Tuscany for that case, you see that everybody has to come around and build the brand of the region, to promote it as a brand. And this is something I think that also through our projects that we are doing with the World Bank, we try to build the brand of North Macedonia as a tourist destination.